Проектната и истражувачката работа активно ги ангажира учениците на повисоки нивоа на разбирање и толкување на тоа што и како учат. Многу наставници применуваат проектна работа, но не секој проект води до вистинско учење и развивање на вештините на 21. век. Клучните елементи за успешно изведена проектна и истражувачка работа се внимателно планирање, добра организација на текот на активностите и оценување на учениците. Застапеноста на овие елементи овозможува учениците подобро да ги совладаат наставните содржини, да ги практикуваат вештините на 21. век и да креираат високо квалитетни продукти и презентации. Важни работи кои треба да ги имате предвид при изведување на проектна работа се: обидете се да направите избор на реален животен проблем, кој што е поврзан со содржините на предметното подрачје. Направете го тоа заедно со учениците. Темата на проектот треба да биде предизвик за нив и мотивација за сериозно и подолготрајно ангажирање на проектот. Во текот на подготовката на проектната работа, важно е да ги дефинирате целите на учењето. Освен на образовните цели, ставете акцент и на развивањето на вештините на 21. век. При планирањето, особено внимание обрнете на оценувањето на учениците. Овозможете им на учениците да учат преку истражување и откривање, при што ќе можат да креираат нови, иновативни идеи. Поттикнувајте ги јасно и прецизно да ги формулираат прашањата и проблемите на истражувањето. Барајте да селектираат и да направат проценка на релевантните информации и соодветно да ги протолкуваат. Истражувачката работа им овозможува на учениците продлабочено да ги разберат содржините и да ги развиваат вештините на 21. век. Најчесто тоа се соработка, критичко мислење и комуникација. Вашата улога е само да им помагате и да ги насочувате. Бидете во постојан диалог со нив, за да сте во тек за тоа што тие учат и што е важно за нив. За да го испечатите модулот, што треба пред тоа? Значи треба да изберете модул, така? А после тоа рековте да го испечатите модул. И така редот следно, след додека и се оформи една целина. Вклучете ги учениците во заемно оценување и давање повратни информации, за да го подобрат квалитетот на трудовите. За еден астронаут 381. Значи можете 381 како го доби? Со секоја 3 пати. Така, 127 малки по 3. А за еден... Не е можно учениците да научат се што треба да се знае, но затоа е важно да ги оспособуваме за доживотно учење и да им овозможиме да се развијат како индивидуи подготвени за самостојно учење. За да ги оспособите учениците да бидат ефективни ученици, во процесот на учењето дајте им можност самите да ја преземат одговорноста за нивната работа и поттикнувајте ги на самостојност во работата. Важно е учениците да работат на практични, искуствени задачи, во кои решаваат проблеми со доволно сложен обем на работа, за тоа за нив да биде предизвик. Таквите задачи кај нив поттикнуваат љубопитност и интерес. Не, нема потреба. Ќе напишеме кај туризмот. Сега маркетинг. Да. Сега се Марко, ама не ги лепи до крајот. Истражувањата покажуваат дека е најдобро кога учениците постепено ги развиваат вештините на самостојно учење. Поголем напредок може да постигнете доколку почнете со помали чекори и специфичен фокус, а потоа можете да ги зголемите очекувањата. Како што повеќе ќе навлегуваат во работата, обидете се да ја намалувате поддршката на учениците.
При тоа, поставувајте им прашања за да го развиете мислењето и помагајте им да разберат како размислуваат и учат. Најважно е да согледате дека учениците го разбрале проблемот, дека знаат што треба да прават и дека се во добра насока да најдат решение. Да ви дадам бел лист. Не, на самучка бабата било од наша група учениците. Да. Учениците подобро ќе напредуваат во оспособувањето за самостојна работа, доколку ги поттикнувате во следниве работи. Сами да бараат помош кога им треба, да поставуваат прашања и да даваат креативни идеи. Да водат белешки кога пребаруваат и селектираат информации. Да ги споделуваат меѓусебно идеите и резултатите од работата. Да прават процена на својата работа и да планираат што треба да направат следно. Критичкото мислење е опишано како вештина која се учи и за која е потребно подучување и практикување со цел полесно усвојување. Предавањата и меморирањето не помагаат при стекнувањето на оваа вештина. Често наставниците се изненадени кога учениците не можат да покажат знаење за некои основни работи или не можат да дадат објаснување кое би им потврдило дека го разбираат наученото. Токму тие причини, тие постојано размислуваат како најдобро да ги учат учениците за подобро да ги разберат работите и поефикасно да размислуваат. Вероисповед, право на изразување. Треба да основат културни и методички. На основање Ние ќе напишеме просто основање и ти ќе објасниш кој ќе презентираш. Ајде. Колку се значи 4 спара? право на вероисповед, право на изразување, право на основање и право на чест. Кога ќе пишеме да, 4, значи кога го пишеме? 4. Следниве сугестии може да ви помогнат да ги развивате мисловните вештини кај учениците. Подгответе отворени проблемски задачи, за да ги поттикнете на поголемо размислување. Охрабрете ги учениците да ги користат претходните знаења при совладување на новото знаење. Организирајте работа во групи и поттикнете ги учениците заеднички да дискутираат, да истражуваат и да решаваат проблеми. Барајте од учениците да разговараат за начинот на кој ја решиле задачата. Тоа им дава можност да размислуваат за тоа како учат и им помага да ги планираат следните чекори во своето учење. Ајде да ни го објасни ова што сте го направиле со пластелин, Марко? На првата алга кога ќе се размножи на две ќе се добија две. И после од тие двете, од едната две ќе се добијат и од другата. После и од тие двете ќе добиеме Од секоја добиваме по колку? Добро. И за колку време ти е оваа поделба? за 1 час. Чи 20 минути, 40, 60 минути. Колку алги добивте за 60 минути вие? 15 алги. Вака веќе сите овие алги веќе се поделиле. Овие повеќе не постојат. Ги броиме само на крај колку има алги. Тоа е 8 алги, значи за 6. Поттикнувајте ги учениците. Јасно и прецизно да формулираат прашања и проблеми. Да направат селекција и проценка на релевантните информации и соодветно да ги протолкуваат. Да донесат логички заклучоци и решенија и да направат нивна проценка според соодветни критериуми. Да размислуваат со отворен ум за можните алтернативи, да ги проценуваат предпоставките и последиците и да даваат образложение за причините за изборот на решението. Да комуницираат успешно со другите во одредување на можните решенија при давање на сложени проблеми. Прашувањето е една од најпопуларните и најмоќните техники што наставниците ја користат во